Проекција на филмови, концерти, изложба на уметнички дела, инсталации и дебати. Оваа година по втор пат тетовци една недела ќе можат да уживаат во фестивалот Скардина Фест. Со цел поттикнување на развојот на културата во градот, предвидените програмски содржини во организација на Центарот за балканска соработка Лоја се изготвени за сите возрасти и вкусови. Скардина Фест е културен фестивал што вклучува во себе си многу различни културни активности од различни сфери на арт. Што е важно ова година исто така е, пошто во рамките на Скардина Фест, на овој фестивал, е исто така организиран и фестивалот на новиот германски филм. Фестивал овој кој се организира од страна на германската амбасада во Република Македонија, а Лоја е ова е 8 година поред што Лоја во Тетово го организира овој фестивал. Сакаме со ова да покажеме дека Тетово не дека има само креативен потенцијал да направи вакви настани, туку има и потреба и публика за тоа. Лани масовноста, односно посетеноста на настаните и тоа што очекуваме годинава е показател дека Тетово има потреба за вакво нешто. Инаку овој е единствениот фестивал од ваков тип во овој дел од државата, која се одвива во главном волонтерска база без никаква поддршка ни од локална ни од централна власт, и може би овој прест нека служи и као еден повик за да се воспостави таа соработка која мислим дека ќе допринесе за целиот град и за самите институции за нас. Во рамките на деновите на култура во Тетово, свое место најде и германскиот филмски фестивал. Од 8 до 10 во Центарот за култура, љубителите на подвижните слики ќе можат да уживаат во новиот германски филм. Годинава исто содржински фестивалот е посебен. Почнуваме со еден филм кој се вика Албанец. И овој филм е од сите филмови што ќе ги прикажеме годинава е филмот со најголеми бројни добиени награди. На многу автентичен начин и реален начин се обидува да ја прикаже судбината на еден млад албански емигрант кој илегално се заминува за Германија. Филмот е многу стран, токму ради фактот што ги покажува и добрите и лошите страни, односно конфликтот помеѓу традиционалното и модерното, и такви работи имате скоро во секое општество. И освен ова, освен овие сериозни теми, имаме и 3 одлични комедии кои што ќе бидат прикажани годинава. И исто така имаме филм за деца која за нас е посебно важна целна група. Скардина Фест започнува денес во 19 часот со индивидуална изложба на слики во уметничката галерија во Тетово, за да веднаш потоа во 21 часот продолжи со проекција на кратки филмови наспроти Тетовскиот амам. Во едно е добра прилика да се разменуваат идеи, да се разменуваат искуства и така натака. Целокупната програма на годинешниот Скардина Фест, како и проекциите во рамките на новиот германски филм, ќе се изведува на македонски и албански јазик.